во урбаните вести. Поради енормно загадување на воздухот во Скопје, на сила стапија неколку мерки и препораки, меѓу кои се продолжен распуст, бесплатен јавен превоз, двојно зголемена цена на паркингот и инспекции по градилиштата. Ова е само најава за вестите, останете со нас. И денеска на сила мерките против загадениот воздух. Некои од градоначалниците денеска ги оставија автомобилите. За новите екоавтобуси ќе почекаме уште една година. Од денеска може да аплицирате за субвенции за набавка на печки на пелети. Внимавајте! Најчести причини за пожар се електрична инсталација, грејни тела и неисчистени оџаци. Намалување на цената за закуп и бесплатни спортски сали за лица со посебни потреби. Главниот град и денеска беше со висока концентрација на PM10 честички во воздухот. Продолжување на зимскиот распуст на учениците, бесплатен јавен превоз, како и стопирање на сите градични работи, се само дел од мерките и препораките кои денеска важеа за сите жители на Скопје. А како скопските градоначалници денеска пристигнаа на работа? Гледаме од прилогот што следува. Во Скопје веќе втор ден важат итните мерки кои ги донесе град Скопје поради енормното количество на PM10 честички во воздухот. Викендот Скопје се најде на прво место на листата по аерозагадување во светот. Се вклучи алармот за стапување на итните мерки. Со овие мерки се продолжува зимскиот распуст за учениците за 2 дена, па ако нема нова одлука, второто полугодие ќе почне в среда. Граѓаните на Скопје имаат бесплатен јавен превоз, а од град Скопје апелираат да се користи превозот и да се остават автомобилите. Од вчера и цените на паркирањето на паркиралиштата на градски паркинг се двојно зголемени, а донесена е и одлука за прекинување на градежните активности на градилиштата под надлежност на град Скопје. На работодавците пак им се препорачува да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма, прележан миокарден инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста со препорака на матичен лекар. За лицата кои работат на отворено, работното време треба да биде од 11 до 17 часот. Државните институции и јавните предпријатија треба да ја намалат до 50% употребата на службени возила. Државниот инспекторат за животна средина е задолжен да спроведува контролни мерења на емисиите на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух. Од Министерството за животни работи па град Скопје побара зачестено да ги контролира издувните гасови на возилата. Сакам да укажам дека ова не е битка која што ја водиме само денес. Како што знаете, град Скопје работеше цела година на 25 нови мерки против загадувањето, кои ги немаше во претходната градска администрација, а кои исто така беа иницијатива на стручната и граѓанската јавност, препораки во студиите за загадувањето и слично. Не можеме сами во оваа битка, потребна ни е поголема вклученост и на другите институции и граѓаните. Одредени општини излегуваат со соопштенија дека издадените мерки се почитуваат. Во општина Газибаба градоначалникот Борис Георгиевски информираше дека општината се придржува до мерките и препораките на владата и град Скопје. Инспекцијските служби на општината имаат засилени контроли, времено се запрени сите градежни активности каде инвеститорот е општината, а апелира истото да го следат и приватните инвеститори. Јавното комунално предпријатие Газибаба интензивно работи заедно со градските служби во чистење на јавните површини и улици. Исто и од општина Центар соопшти дека општината ги прекинува сите градежни активности на градилиштата под нејзина надлежност и ги интензивира инспекцијските надзори над субјектите кои управуваат со отпадни гуми и отпадни масла. Овие мерки ќе важат додека е висок степенот на загадување на воздухот, велат од општина Центар. Од општина Аеродром соопштија дека инспекцијската служба на општината денеска спроведе вонреден инспекцијски надзор на градилиштата, автосервисите и отпадите на цела територија на општината. При контролата е констатирано дека на цела територија на општина Аеродром генерално се почитуваат интервентните мерки, а вонредниот надзор ќе продолжи и во наредните денови, соопштија од Аеродром.
Инаку денеска дел од градоначалниците своите автомобили ги оставија дома, а на работа дојдоа дел со јавен превоз, дел пеш. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски денеска дојде со автобус на работа, градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Нумовски утринава го користел автобусот со број 22, а потоа до работното место стигнал пеш. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин исто така денеска го остави автомобилот и на работното место пристигнал пеш, а градоначалникот на Карпош Стефан Богоев на работа пристигнал со автомобил, а исто автомобилот го користел и градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски. Пред камерата на Прва Скопска граѓаните се жалат на симптоми од отровниот воздух и шетаат со заштитни маски, но се прашуваат и дали само греењето во домаќинствата и сообраќајот се причина за загадувањето или играат улога и некои други фактори. Сметате ли дека бесплатниот јавен превоз и продолжувањето на распустот за второ полугодие ќе успеат да го исчистат воздухот? Не, никако, тама на работа. Ако било така, се ќе се решава лесно. Користите ли вие јавен превоз? Не. Би користил, меѓутоа животот наметнал некој темпо да немам време за тоа. Како и да е, проблемот е стар. Добро е што во Скопје се мери воздухот, колку е загаден. Не верувам дека другите градови се помалку загадени, меѓутоа не ја кажуваат вистината. Тоа е тоа. Па мислам дека овие мерки веќе даваат резултат. Баш вчера се возев со автобус. Преполни се автобусиве, луѓево се возат со автобуси, мислам дека таа мерка одговара. Децава што не се пуштаат на школа, па и ја утре моево дете не би го пуштил, искрено да ви кажам, на оваа загаденост. Али ми се свига што нешто се превзима, нешто се прави. Сега оваа мерка е добра, сега дајте да видиме други мерки, може нешто велосипеди да се возат, такви работи, зашто не? Дали вие користите јавен превоз? Да. Тешко ова е. Не знам што да кажам. Мислам, ова треба на време да се средуе, да се решава, да се садат зеленила и така. Инаку доста е загадено, не може да се диши. Тоа не. Овие вака возилата го загадуваат воздухот, ниту дрвата го загадуваат воздухот, ниту дека ќе го решат овој проблем. Само овие возила. Нема, што е вистина сега. Во минато зборува дека дрвото е најефикасно, а сега испаѓа дрво да не се гори. Што е вистина, не, така? Возилата загадуваат. Дали користите вие јавен превоз? Да, користим. Мерните станици на Министерството за животна средина и просторно планирање денеска до 13 часот покажуваа високо загадување кај ректоратот и Бутел, а средно загадување имаше во Карпош, Центар и Миладиновци. Во службата за итна медицинска помош во Скопје, во овој период кога имаме енормно загадување на воздухот, бројот на повици од граѓани кои побарале помош е минимално зголемен. Односно, дневно има по 120 повици. Кога има зголемено загадување на воздухот, трпи кардиоваскуларниот систем, се губи здив и се јавува отежнато дишење. Минимално зголемување на бројот на повици дневно се регистрираат во итната медицинска помош во Скопје во овој период, кога преовладува променливо време и кога има голема влага и загадување во воздухот, како и промени во воздушниот притисок. Дневно во итната медицинска помош има до 120 повици, а граѓаните најчесто имаат симптоми на малаксаност, замор, вртоглавица и промени во притисокот. Зголемен е бројот на повици, но не толку драматично за да е алармантно. Се јавуваат со различна симптоматологија, со кардиоваскуларни и со белодробни заболувања, со хипертензии, односно со секаков тип проблематика, што е стандардно во итната медицинска помош, изјави за МИА денеска раководителот на службата за итна медицинска помош во Скопје Милица Бубало. Таа нагласи дека хронично болните навреме треба да ја земаат терапијата што им е пропишана од лекарите. Повеќето од нив, посочи таа, знаат дека кога немаат голема потреба не треба да излегуваат надвор кога загадувањето на воздухот е зголемено и кога има магла. Кога има зголемено загадување на воздухот, трпи кардиоваскуларниот систем, се губи здив, се јавува отежното дишење. Поретко треба да се проветруваат просториите, треба да се користат заштитни средства како распрскувачи на воздухот, а пациентите редовно да ја пијат терапијата и да ги почитуваат препораките од нивниот матичен лекар, додаде Бубало.
Жителите на главниот град сакаат брз, еколошки и функционален јавен транспорт во Скопје. Градските власти пак велат дека со зголемувањето на бројот на жители, планирањето на развојот на јавниот автобуски превоз во Скопје станува сериозен предизвик и мора внимателно да се одвива. Набавката на новите еколошки автобуси се планира за крајот на оваа или почетокот на следната година, со што новите автобуси ќе ги исфрлат од употреба старите дотраени дизел возила на ЈСП со Евро 2 стандард. Обновата на возниот парк на јавниот автобуски превоз во главниот град на државата е процес кој мора да се одвива внимателно и плански, со цел да се обезбеди одржливост на урбаната мобилност која целосно ќе излезе во пресрет на потребите на скопјани, сметаат од градската власт. Со околу 600.000 жители, градот Скопје е 4 пати поголем отколку што бил пред 60 години. Со ова брзина на растење на бројот на жители, планирањето на развој на јавниот автобуски превоз во Скопје станува сериозен предизвик. Ако го земеме предвид податокот дека со автобусите во 1987 година се возеле околу 150 милиони, а сега само 50 милиони патници годишно, можеме да констатираме дека јавниот автобуски превоз во Скопје за 3 децении изгубил 2/3 од патниците, сметаат надлежните. Во главниот град 3 оператори, 2 приватни и ЈСП, дневно обслужуваат во просек 200.000 патници. ЈСП Скопје располага со возен парк од повеќе од 300 автобуси, што се во возна состојба, од кои околу 200 се двокатни од така наречените даблдекери од кинескиот производител Јутонг, кои се обраќаат по скопските улици нешто повеќе од 7 години. Исто толку стари се и автобусите од украинскиот производител ЛАЗ, кои се околу 60-тина. Остатокот се значително постари модели на Санос, МАН и други производители, информираат од град Скопје. Согласно најавите од надлежните во град Скопје, до крајот на оваа и најдоц на почетокот на идната година, по скопските улици ќе се возат 40 на нови екоавтобуси на еколошко гориво, со технологија која користи компримиран газ со Евро 6 стандард на загадување. Овие автобуси ќе ги исфрлат од употреба старите дотраени дизел возила на ЈСП со Евро 2 стандард без клима и дополнителна опрема. Поголем дел од автобусите планирано е да бидат зглобни, а останатите ќе бидат единечни нископодни. Зглобните автобуси ја имаат таа предност што имаат капацитет да превезуваат речиси двојно повеќе патници од двокатните, а со своите 4 врати се полнат и празнат многу побрзо во споредба со другите. Минатата година низ Скопје пробно се обраќаа неколку екоавтобуси од различни производители, односно 3 автобуси на газ и 1 електричен автобус. Целта беше да се стекнат искуства и најдобро да се оцени кој тип автобус е најсоодветен да се обраќа во Скопје, информираат надлежните од град Скопје. Додаваат дека автобусите на газ се енергетски ефикасни, споредено со потрошувачката на старите дизел автобуси. Овие автобуси трошат речиси двојно помалку гориво, што дополнително ќе ги намали трошоците на ЈСП. Најголемата предност е тоа што емитуваат значително помалку CO2, речиси и да не емитуваат PM10 и PM2,5 честички, а оттаму произлегува и дека речиси воопшто не го загадуваат воздухот. Според градот, со оваа набавка Скопје ќе добие модерен јавен транспорт кој е економски ефикасен и не го загадува воздухот. Сите граѓани што имаат купено печки на пелети од 7 јануари или ќе купат до денот на завршувањето на повикот, односно 30 ноември, од денеска може да аплицираат во град Скопје за добивање субвенции за набавка на печката на пелети. Градот ќе надомести дел од трошоците за набавка во висина од 70%, но не повеќе од 30.000 денари. Град Скопје денеска го објави јавниот повик за надоместување дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на град Скопје за набавка на печки на пелети. Повикот ќе се реализира по принципот прв дојден прв услужен, со цел да ги стимулира граѓаните да користат почисто гориво и поквалитетни печки за затоплување на своите домови. Печки со повисока енергетска ефикасност и пониски емисии во воздухот. Од град Скопје информираат дека на граѓаните што имаат купено печки на пелети од 7 јануари до денот на завршување на повикот, градот ќе им надомести дел од трошоците за набавка на печката во висина од 70%, но не повеќе од 30.000 денари со вклучен персонален данок на доход по домаќинство. Оттаму известуваат дека јавниот повик ќе трае заклучно со 30 ноември оваа година или до исцрпување на предвидените финансиски средства од буџетот на град Скопје за оваа намена.
Доколку бидат исцрпени сите предвидени финансиски средства, град Скопје ќе информира јавноста на својата интернет страна дека јавниот повик е прекинат пред истекот на периодот за кој е објавен. Најчести причини за пожар се електрична инсталација, грејни тела и неисчистени оджаци. Противпожарната бригада на град Скопје во текот на 2018 година интервенирала на 1264 пожари, од кои 803 се случиле на отворен простор поради запалени контейнери, ѓубре, трева и неисчистени оджаци во зимскиот период. Во текот на зимските месеци во 2018 година се запалиле 150 оджаци во Скопје, информираат од противпожарната бригада на град Скопје. Во пожарите минатата година загинале 7 лица, а околу 20 се здобиле со повреди, додека пак од пожарникарите 5 мина биле повредени за време на гаснењето на пожарите, а еден загинал. Минатата година од 1570 дојави, 1264 биле пожарни интервенции. 115 биле технички интервенции како што се сообраќајки и сечење возила, а 168 биле противпожарни обезбедувања на спортски надпревари и митинзи, информираат од противпожарната бригада на град Скопје. 803 пожари се случиле на отворен простор поради запалени контейнери, ѓубре и трева, а најчести причини за пожар биле електричната инсталација, оджаците, човечкиот фактор, поради фрлање пикавец, палење контейнери и слично, како и од невнимание. Командантот на противпожарната бригада на град Скопје, Владимир Симоновски, за прва Скопска изјави дека оваа грејна сезона бројот на пожари предизвикани од оджаците бележи намалување, поради мерката на градот за доделување субвенции за чистење оджаци. Бројот на пожари во 2018 година е 1570, комплетни интервенции за све, кои што се 804 се на отворен простор, од оджаци, континери, сува трева и други материи. Конкретно за неисчистени оджаци имаме бројка од 150 пожари направени во 2018 година. Во оваа година, во оваа грејна сезона 2018-2019, бројот на пожарите за оджаци е малце значително намален поради мерките на градот Скопје за исчистени оджаци и субвенциите што се доделуваат во врска со оджачарите. Најчесто интервенираме на отворен простор, кај што е сува трева, невнимание од граѓани, палење на континери. Тоа што најчести пожари имаме највеќе од електрични инсталации и од грејни тела. Граѓаните да внимаваат најмногу во овие зимски периоди, да внимаваат најмногу на електричните греалици или на грејните тела кои што се со отворен пламен. Командантот на противпожарната бригада на Скопје исто така апелира до граѓаните да не ги палат подземните и уличните контейнери, да се грижат за животната средина, навремено да ги чистат оджаците и да внимаваат на работите кои може да доведат до несреќа. 72 милиони денари обезбеди општина Газибаба преку Светска банка за изградба на вакуумска канализациона мрежа во Јурумлери. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски заедно со подпредседателот на владата на Македонија Оливер Спасовски го презентираа проектот пред жителите на Јурумлери. Општина Газибаба и Министерството за финансии го потпишаа договорот со Светска банка преку кој се обезбедуваат 72 милиони денари за изградба на првата вакуум канализациона мрежа во населеното место Јурумлери. Градоначалникот Георгиевски заедно со подпредседателот на владата и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски пред жителите на населеното место Јурумлери го презентираше големиот капитален проект за ова населено место – изградбата на првата вакуум канализациона мрежа во Македонија. Договорот со Светска банка со кој се обезбедени 72 милиони денари кредитна помош за овој проект веќе е потпишан, а како дополнителни средства се обезбедени од буџетот на општина Газибаба, град Скопје и владата на Република Македонија. Како што информираат од општина Газибаба, во 2019 година ќе се започне со реализација на овој голем проект со кој се решава проблемот со септичките јами во Јурумлери, а при тоа жителите нема да имаат никаков трошок во изведбата на овој проект.
Во населеното место Јурумлери изминатата година се градеше првата вакуумска пречистителна станица, која ќе ги реши проблемите на околу 3500 жители во ова населено место. Ова е најголемото рурално место на путевот помеѓу реката Вардар и автопатот, а ризикот кој постои во ова населено место се подземните води и големиот број на септички јами, а со изградбата на вакуумската пречистителна станица и канализационата мрежа, овој проблем ќе се реши. Град Скопје предвидува измена и дополнување на одлуката за условите и начинот на давање под закуп на недвижен имот во сопственост на град Скопје. Преку дополнувањето на одлуката се овозможува бесплатно користење на спортските сали на установите во сопственост на градот за лица со посебни потреби, кои учествуваат во спортски активности организирани од сојузи, здруженија на граѓани, организации или друг облик на здружувања. Град Скопје предвидува измена и дополнување на одлуката за условите и начинот на давање под закуп на недвижен имот во сопственост на град Скопје, со што ќе се овозможи бесплатно користење на спортските сали на установите во сопственост на градот за лица со посебни потреби кои учествуваат во спортски активности, организирани од сојузи, здруженија на граѓани, организации или друг облик на здружувања. Како што е наведено во денешното соопштение од град Скопје, клучниот услов за да се овозможи ова е правните субјекти преку своите проекти, програми, активности или манифестации да бидат дел од програмата за спорт и млади на град Скопје. Покрај дополнувањето на одлуката, градот предвидува намалување на висината на почетната цена за закупнина на просторот што се дава во закуп со јавно надавање. Наместо досегашните 0,5% по метар квадратен од вредноста на недвижната ствар, се предлага минимална цена да изнесува 0,3% по метар квадратен, со што поевтинува услугата за закуп на недвижен имот на град Скопје за сите субјекти кои имаат потреба од нивно користење. Целта на предвидените измени и дополнувања на одлуката, како што велат од град Скопје, е да им се овозможи на лицата со посебни потреби полесна достапност на спортските сали за одржување на спортски активности, но и да се поттикне спортот и спортската рекреација кај овие граѓани. Финансиското олеснување кое се предвидува и за почетната цена на закупот има за цел да им заштеди од буџетите на корисниците, да предизвика зголемена заинтересираност на граѓаните за користење на недвижностите со кои располага градот и доближување на институциите кои се под надлежност на град Скопје до граѓаните. На овој начин се олеснуваат условите за користење на градските институции од граѓаните и истите се ставаат во функција на нивни потреби, се наведува во соопштението од градот Скопје. Измените и дополнувањата на одлуката ќе бидат предложени на следната седница на Советот на град Скопје. Од општина Ѓорче Петров информираат дека честите улични дефекти во уличното осветлување се поради зачестените кражби на струја. Оттаму апелираат до граѓаните на совесност и почитување на законите. За кражба на електрична енергија се предвидува казна до 5 години затвор, како и парични казни од 5.000 до 20.000 евра. Поради зачестените кражби на струја од системот за улично осветлување, настануваат дефекти на мрежата и цели линии на светилки престануваат да светат, информираат од општина Ѓорче Петров и додаваат дека службите за енергетска ефикасност се во постојана битка со дивите приклучувачи. Иако во континуитет се менуваат светилките, кражбите на електрична енергија значително влијаат на нивниот квалитет како и на нивното прегорување. Од општина Ѓорче Петров апелираат до граѓаните на совесност и почитување на законите. Во спротивно, за стореното кривично дело, кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен газ, се предвидува казна до 5 години затвор, како и парични казни од 5 до 20.000 евра. По неколкократното намалување на цената на горивата, од ноќеска на полнок цената на горивата се зголемува. Бензините ќе се продаваат по нова зголемена цена за 2,5 денари, а дизелот за 3,5 денари по литар. Малопродажните цени на бензините Евро Супер 95 и Евро Супер 98 од полнок се зголемуваат за 2,5 денари, на Евродизел за 3,5 денари, а екстра лесното масло за домаќинство за 4 денари по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика.
Литар Евросупер 95 ке чини 61 денар по литар. Евросупер 98 ке изнесува 63 денари. Евродизел од 58,5 денари, а екстра лесното масло за домаќинство 47,5 денари за литар. За 3,573 денари поскапува и мазутот и 1 килограм ќе се продава за 29,522 денари. Во наредните денови се очекува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд на пониските места и снег на повисоките места и планините. Во втората половина од неделата врнежите се очекува да бидат пообилни. Во Скопје температурата утре ќе достигне 5 степени. В среда температурата ќе се движи од 1 до 5 степени, четврток од 1 до 6 и петок од -3 до 5 степени. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Јас ви благодарам на вниманието. Повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk и следете на социјалните мрежи Facebook, Twitter и на YouTube. Пријатно!